Политичките турбуленции во државата последните 2 години влијаеа на сигурноста на инвестициите. Секогаш ки има пат на производството и на извозот, кога приватниот сектор се воздржува од инвестирање. За да може приватниот сектор да инвестира, потребна е стабилна политичка состојба во земјата и намалување на изборните циклуси, истакна претседателката на Сојузот на стопански комори Даниела Арсовска. Во врска со минималната плата, Арсовска нагласи дека се очекува од наредниот месец владата да почне со исплата на субвенциите за компаниите. Не сакаме да се соочиме со проблеми во ликвидноста поради зголемување на трошоците кои што компаниите немаат реално можност да ги издржат поради тоа што им се зголемуваат покрај сите останати парафискални давачки кои што ги имаат кон државата и овие други давачки како што е зголемувањето на минималната плата. Не би сакале да се соочиме со ситуација каде што приватниот сектор ќе започне да ги намалува бројот на работните места за да може да исполни оваа квота на исплата на минималната плата, особено за оние трудоинтензивни дејности кои што ги имаме во Република Македонија, кои што имаат голем број на работни места. Според Арсовска, треба најпрво да се дејствува на зголемување на продуктивноста на компаниите, да им се овозможи да растат и да се зголеми нивната моќ, за да можат сами, без субвенции од државата, да исплатат минимална плата од 12.000 денари. Компаниите, значи, со ова последна присметка ја имаат веќе обврската за исполнување на односно за исплата на минималната плата. Оно кое што ние досега го кажавме голем број на пати е дека беше потребна на навистина издржана и квалитетна анализа со сите оние работи кои што се планираат да се наметнат и едноставно да се спроведат врз приватниот сектор. Она опасност која што ја имаме и која што сме имале, а која што ќе постои и ќе продолжи да опстои во приватниот сектор е дека знаете дека бизнис заедницата секогаш била и ќе остане мудрен. Владата на Република Македонија кон крајот на јуни годинава донесе одлука со 1,5 милиони евра буџетски пари месечно да ги поддржи компаниите да исплаќаат минимална плата од 12.000 денари. Владата планира поддршката да трае 1 година, со тоа што во 6 наредни месеци, односно следната година, износот на пари да се преполови на 750.000 евра месечно, бидејќи се очекува компаниите да се прилагодат на новите услови.